во градското собрание се одржа комеморација во чест на Есма Реджепова Теодосиевска, на која присуствуваа голем број нејзини блиски пријатели, роднини и соработници. Испратија пораки и сочувство секако до нејзиното семејство. Дел од оние кои што се обратија беше и градоначалникот на град Скопје Коце Трајановски, министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска, како и естрадниот уметник Зоран Џорлев. Па предлагам да ги слушнеме нивните изјави. Есма беше наша кралица на ромската музика, кралица на македонската музика. Меѓутоа, јас би кажал и кралица на хуманоста на Македонија, која што ја представуваше Македонија, не само Македонија, туку и надвор од Македонија, и во Европа, и во светот. Значи, уметник кој што ја доби државната награда, не случајно, 2 пати номинирана за Нобеловец. Не секој се номинира за Нобеловец. И затоа можам со голема тага да кажам дека изгубивме еден голем човек. Есма Реджепова беше еден исклучителен човек, вонреден уметник, сакана и почитувана насекаде низ светот. Нескромно ќе забележам дека не постои континент и нема земја во светот која Есма Реджепова ја немаше освоено со својата песна, со својот раскошен глас, со својот темперамент и со својата благородна мисија. Голема и неповторлива, кралицата на ромската песна и икона на македонското музичко поднебје, живееше со репутацијата на светски уметник со импозантна кариера, која траеше цели 55 години. Таа беше неуморна на музичката естрада, како гласовен гений однегуван во неприкосновен добродетел на врвна уметничка креација. Есма владееше со волшебниот клуч на комуникацијата, срцето, емоциите и страста, па така разгорени истите ги пренесуваше на публиката од Македонија, Балканот, па и целиот свет. Со право истакнувам дека Есма беше амбасадор на македонската култура и промотор на Република Македонија. Пред камерата на телевизија Нова спомени поминати заедно со Есма споделија и голем број на естрадни уметници. Дел од нив можеме да слушнеме во продолжение. Кога ќе дојдат вакви моменти, сите се подзамислуваме што сме оставиле зад нас и колку е краток животот и колку треба да го искористиме што е можно похумано, подобротворно. Можам да кажам дека Есма тоа го остави зад себе една многу голема љубов кон човештвото, кон децата што им помогна во животот да го најдат својот пат. И остави песната, беше секогаш позитивна и еве како што гледате денеска сме се собрани сите и сите сме жални. Навистина секогаш кога и во иднина ќе слушам незината песна во својот дом, специјално, она ќе биде со душата кај мене. Затоа што секогаш во тие мигови ќе се потсетиш на се она што си го поминал. И прекрасно е кога човек го нема веќе, а остава трага дека е тука, со песната. Мислам со години наназад, мислам на повеќе генерации. Голем човек, големо срце, многу голема душа. Мојата колешка и пред се пријателка Есма ќе ни недостига на сите. Таа беше нашиот наистина многу голем амбасадор на Македонија и на македонската песна. Ќе ни недостига во естрадата, општо во општеството. Ќе ни недостига едно толкаво срце, една таква хумана личност која што сакаше на секого да му даде делче од себе. Она што сите ќе се сложате е дека Македонија изгуби пред се голем човек, голем уметник и секако хуманист. Пораките ги пренесоа, испратија и сочувство до семејството на Есма Реджепова. Денеска во 13 часот на градските гробишта се одржа и погребот на ромската кралица.